Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај од Кочани годинава нема да ја организира сообраќајно-воспитната манифестација Детски семафор, а најверојатно така ќе постапат и советите во другите општини во државата. На работен состанок, членовите беа информирани дека од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата пристигнало известување дека сите активности во врска со манифестацијата се откажани поради предстојните кадровски промени. Имено мандатот на членовите на Републичкиот совет веќе ми е истечен, а ќе се чека да поминат изборните активности за да се изберат нови членови. Покрај оваа точка на состанокот се разгледува и активности за поефикасна заштита на учесниците во сообраќајот и за зголемување на нивната безбедност. Согласно предвидените активности на Општинскиот совет за 2019 година, одржување на акција на недела на безбедност во сообраќајот, која што ќе одржиме од 8 до 12 април. Тука значи категорија на опфатени учесници ќе бидат пешаците, велосипедистите и мопедите. Очекувани резултати значи од оваа акција ќе биде значи подигање на јавната свест на сите учесници во сообраќајот, а посебно значи апел ќе се стави на учесниците на возачите на мопеди кои што се малолетни, со тоа што од страна на полицијата ќе бидат најпрви опоменувани, а посебен апел ќе се даде на нивните родители, бидејќи со таквото учество на таа категорија на учесници во сообраќајот следува санкција и за родителот на малолетните деца за неносење на заштитен шлем. Освен оваа активност, членовите на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот во Кочани се договараа и за акцијата за безбедност на пешаците. Следната акција која што треба да ја одржиме е недела за безбедност на пешаците. Таа истата треба да биде реализирана од 22 до 26 април. Тука ќе бидат опфатени пешаците во сообраќајот, а исто така цел на нашата нова акција ќе биде подигање на јавната свест на оваа категорија од учесниците во сообраќајот. Членовите на Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај разговараа и за проблемите во сообраќајот во централното градско подрачје на Кочани, при што беше прифатена иницијативата да се предложи постапка за ограничување на движењето на тешките товарни возила и периодот кога ќе се врши дотур на стоката до трговските објекти. Во наредниот период ќе се контактираат сопствениците на продавниците и другите институции и во заеднички договор предлог решението ќе се достави на усвојување во Советот на општина Кочани.